Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Загадувањето со ѓубрива, пестициди и отпадот, како и урбанизацијата и климатските промени се меѓу најголеми закани на Дримскиот басен. Тие нарушуваат биолошката разновидност и ги деградираат екосистемите. На 10-тата Дримска конференција беше најавена подготовка на акциски план, а 5 држави од сливот со буџет од 7,5 милиони евра ќе работат на подобра заштита на природните ресурси. These actions is about За да се инвестира во подобар животен стандард, предвидуваме акциски план кој ќе биде прилагоден за секоја од државите што се вклучени, согласно нивните економии, за да се спроведе оддржлива животна средина, да се обезбеди питка вода и да се заштити животната средина. Прекуграничната соработка останува клучна за справување со предизвиците во сливот на реката Дрим, како и за зачувување на природното наследство. Во таа насока се очекува да се формираат експертски институционални тимови, кои ќе го започнат процесот на преговори за подготовка на заеднички меѓународен договор за управување со реката Дрим. Веруваме дека ваквиот договор ќе представува силен меѓународен инструмент кој дополнително ќе ги зајакне механизмите за заштита, управување и одржливо користење на ресурсите во басенот. Ќе продолжиме активно да придонесуваме и како општина, но и како југозападен плански регион во заеднувањето на прекуграничната соработка во контекст на заштитата на водите на басенот. Веруваме дека преку координирани заеднички активности можеме да обезбедиме долгорочна заштита на природните вредности, но и значајни економски придобивки, особено во областа на одржливост, туризам и зелената економија. Темите на конференцијата беа поврзани со усогласувањето на стратешкиот план на Дримскиот басен со зелената агенда на Европската Унија, со акцент на заштитата на водните ресурси. Со ретроспективна изложба и премиера на театарската представа Оркестар Титаник утре 3 јуни Народен театар Охрид ќе одбележи 15 годишнината од основањето. Зад театарот стојат години исполнети со предизвици, креативни процеси, успеси и лични и професионални растења на актери кои ја градеа сцената во Охрид. Публиката од секогаш беше главната инспирација на ансамблот на Охридскиот театар, истакна на денешната пресконференција актерот и директор на Центарот за култура Горан Стојановски. 15 години ќе се изразам едно клјокотење, зошто го користам овој израз. Ова екипа и другите актери кои се дел од овој ансамбл 15 години се излезени на сцена, се надевам повеќе од 10.000 пати, вклучувајќи ги и пробите, и секогаш овде вака ни клјокотите. Зошто го почнам овој прес вака? Затоа што мислам дека суштината на прославата, прославуваме одредени човекови вредности, прославуваме една сериозна издржливост, креативност, инспиративност и она што е уствари најважно како низ овие 15 години поминавме детски болести, имавме кралици, кралеви, принцеви, имавме копуци, мислам, како улоги се разбира, и благодарноста е до сите кои биле дел од овие сериозни процеси кога е во прашање Народниот театар во Охрид. Искрено, тоа не е мала работа. Представата Оркестар Титаник е 46-та премиера на Народниот театар Охрид, работена под текст на Христо Бојчев, а режијата ја подпишува Андреј Цветановски. Улогите ги толкуваат Никола Тодоровски, Стрезо Стаматовски, Филип Кипровски, Верица Недеска и Томе Станковски. Режисерот Цветановски потсети дека беше дел од самиот почеток на обновениот Охридски театар, кога ја режираше првата премиера Метаморфози, а сега повторно е дел од еден значаен јубилеј. Оркестар Титаник е една
интересна приказна која во себе носи апсурдно, носи нешто многу човечко, а тоа е потрагата по надеж, бидејќи надежта е, како да кажам, основна мерка единица за нешто што е човечко. Тие луѓе кои што живеат на една напуштена железничка станица и ја бараат својата надеж, но низ потрагата по надеж доаѓаат до потрагата, мислам, до едно битно прашање кој сум јас и каде сум во постоењето на човекот, и направивме една представа која што е емотивен рингишпил. Се надевам дека публиката ќе се допадне. Актерката Верица Недеска смета дека токму овој текст е вистинскиот избор за одбележување на 15 годишнината на театарот, бидејќи зборува за надежта, за припадноста и за личната среќа, а воедно представува и незино враќање на сцената на која ја започна незината љубов кон театарската уметност. Јас лично како актерка можам да кажам, како охријанка, љубовта кон театарот ја развив токму овде и потоа животот ме однесе на разни патишта, навака натака, но еве повторно сум назад и огромно задоволство ми е дека можам да бидам дел од ова исклучително инспиративна екипа и да работам на овој проект Оркестар Титаник. Прв пат со Андреј, но се надевам не и последен, бидејќи навистина се согласувам со него. Имавме исклучително забавен и инспиративен процес. Горан како човек кој што ми ја дал првата шанса уште пред појавувањето на официјално реобновувањето на Охридскиот професионален театар, морам да кажам дека ми ја всадил таа некоја желба и надеж и се одлично чувството да се врати човек дома, бидејќи театарот е дома. Како и во секој ансамбл, изминатите 15 години имаше турбуленции, подеми и падови, но за сето време публиката чувствуваше дека градиме една приказна која што е навистина убава, кажа актерот Никола Тодороски и додаде дека Оркестар Титаник е черешна на роденденската торта на театарот. Представата обработува многу голем аспект на разни емоции. Прашањата што ги поставува е едно од најважните прашања, веројатно кое што сите секојдневно си го поставуваме, меѓутоа не забележуваме колку често го поставуваме, а тоа е што е вистината за нас, што е вистинско. Значи, многу често во нашите глави се создаваат илузии кои што не прават да се чувствуваме вака или онака, и кога ќе се соочиш сам со себе и кога ќе допреш малку подлабоко, сликата станува појасна. И во сите тие мачни времења понекогаш е потребно малку магија за да се случи пресврт. Не би сакал да зборувам за темата на представата понатаму. Она што го нуди оваа представа е дека колку долго и да тонеме заради општествените или личните случувања, ако добро се заслушаме, сепак музика се слуша на дното на океанот. Актерот Стрезо Стаматовски посочи дека 15 години Народен театар Охрид не е само роден ден, туку една силна платформа за сите оние нови уметници кои што размислуваат да се придружат во рудникот, како што милувале да го нарекуваат актерите, со таа разлика што кога тие биле помлади немало опција, а сега веќе има театар на здрави нозе со проекти кои што говорат за неговата сериозност и екипа која што Стаматовски се надева дека ќе се проширува. Кажа дека јубилејната представа носи комплексни ликови на сцена, од кои некој е вербата, некој е редот, други интелектот. Ликот кој што го играм јас е предводен пред се од идејата за дека универзумот секогаш мора да има смисла, мора да има интелектуално објаснување, мора да има одредена логика. Но се случуваат некои работи на таа станица каде што живеат овие ликови кои што се необјасливи со разумот. Тој лик се повеќе и повеќе се фрустрира и станува агресивен, станува
љубоморен, знае да љуби, знае да убија, знае да се грижи и баш ми доаѓа една многу интересна мисла на памет кога го кажувам се тоа дека универзумот практично не е облигаторен, односно нема зошто нас да ни даде одговор, зошто истото постои како смисла на живот и да ни ги одговори тие прашања. Ние можеби сме стигнати до одредена свесност да ете до тука можеме да откриеме која е смислата на животот и зошто ние сите постоиме. Можеби тоа е навистина одговорот на смислата на животот, едноставно да се препуштиме на она кое што нема одговор. Според актерот Филип Кипровски, охридската публика може би не е ниту доволно свесна колку важно и квалитетно нешто има во својот град во смисла на Народниот театар Охрид. Еден принцип што исто така ми доаѓа на памет кога ќе ја размислам темата на представата, а тоа е нешто што се вика joie de vivre или среќата на постоењето. Колку на едно основно ниво нашите ликови таму се среќни што воопшто постојат и што сакаат да постојат и што сакаат да не исчезнат. Ќе го видите тоа на сцената, а и морам да признаам дека јас ја чувствувам таа вистинска исконска среќа на постоењето што 12 години постојам и сум дел од ансамблот на овој театар. Чест и задоволство ми е секоја една проба и вистинска среќа ми представува што сум дел од театарот и тука со сите овие колеги, со сите овие прекрасни луѓе што сум имал можност да ги запознавам и да делам сцената и да делам секојдневие со нив. Томе Станковски, кој за прв пат соработува со дел од ансамблот на Охридскиот театар, изрази благодарност за укажаната можност да биде дел од овој јубилеј кој е важен не само за Охрид, туку и за државата и за културата воопшто. Мојот лик е Луко, поранешен началник на железничка станица кој што живеел во ред, контрола, систем, структура, правила и одеднаш сето тоа го нема. Има едно комплетно дно и ево потрага по смисла, трагикомичен лик кој што останува да го видите, не само него, туку и односот со другите ликови. Мислам дека ќе ви се допадне многу. Она што можам да ветам е една бура од емоции во самата представа и една енергетска бомба од нашата страна. Премиерата на оркестар Титаник е закажана за 3 јуни со почеток во 20 часот. Во рамки на одбележувањето на јубилеот истиот ден во 19 часот и 30 минути во галеријата при Центарот за култура Григор Прличев ќе биде отворена изложбата Историска патека на театарски представи. Посетителите ќе имаат можност да проследат ретроспектива на најзначајните представи на Народниот театар Охрид преку костими, сценографски решенија и архивски материјали. Представата покрај премиерната изведба охридската публика ќе може да ја погледне и на 5 јуни со почеток во 20 часот. Недостигот од работна сила во угостителството и секторот за сместување станува се посериозен проблем во Македонија. Најновите податоци на Државниот завод за статистика покажуваат дека во првото тримесечие од годинава во земјата биле евидентирани 10.247 слободни работни места, а токму хотелите, рестораните и другите туристички објекти се меѓу најпогодените од недостиг на кадар. Според статистиката, секторот сместување и послужување храна бележи највисока стапка на слободни работни места во државата. Тоа значи дека секое 20-то работно место во оваа дејност останува празно, што представува сериозен предизвик за фирмите, особено во пресред на летната туристичка сезона. Доколку не се најде решение за недостигот на кадар, дел од угостителските и сместувачките капацитети би можеле да се соочат со потешкоти во обезбедување на квалитетна услуга за гостите. Хотелите, рестораните, кафулињата и туристичките комплекси веќе подолг период се соочуваат со недостиг од квалификуван и неквалификуван персонал. Најбарани се келнери, готвачи, шанкери, рецепционери, собарки и друг услужен кадар кој е неопходен за нормално функционирање. Дополнително, статистичките податоци покажуваат дека најголем број слободни работни места се регистрирани во групата занимања работници во услужните дејности и во продажба, каде што има 2341
56 непополнети позиции. Јавната установа Национален парк Галичица го објави новиот ценовник за надоместоци за влез, посета и користење на услугите што ги нуди паркот. Ценовникот ги опфаќа надоместоците за влез во заштитеното подрачје, паркирање, кампување, користење на едукативни содржини, фотографирање и снимање, организирање настани, како и други услуги достапни за посетителите. Од Националниот парк ги повикуваат граѓаните и туристите навремено да се информираат за важечките цени пред да ја планираат својата посета. Средствата обезбедени преку наплатата на надоместоците директно се вложуваат во заштитата на природните вредности, одржувањето на инфраструктурата и подобрувањето на услугите и условите за посетителите, велат од установата. Националниот парк Галичица е едно од најзначајните заштитени подрачја во земјава, препознатливо по богатата биолошка разновидност, уникатните природни пејзажи и бројните можности за рекреација и активен туризам. Поради градежни активности од четврток, 4 јуни, ќе биде воведен привремен режим на сообраќај на улицата Кленоец, од пресекот со улицата 7 ноември до пресекот со булевар Железничка. Се апелира до граѓаните во период на реконструктивните активности да се почитуваат сообраќајните правила и знаци, да не се паркираат или привремено да не оставаат возила на оваа јавна површина. Фитнес фактори ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност, максималната температура достигна до 23 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево со мала облачност, утринската температура од 11 степени, додека максималната дневна ќе се искачи до 25 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од 9 до максимални 32 степени. Во следните денови времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Во попладневните часови ќе има локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Под влијание на циклонска активност во четврток ќе има поинтензивни процеси со пообилен пороен дожд и над 20 литри на метар квадратен, грмежи, засилен ветер и услови за изолирана појава на град.